Почитувани граѓани, почитувани медиуми, пред нас е историска шанса да обезбедиме европската еднина на Република Македонија како рамноправен член на Европската Унија и НАТО. Членството во НАТО и во Европската Унија гарантира раст на македонската економија, а со тоа ќе овозможи поголем обем на директни странски инвестиции во нашата економија. Со зголемениот обем на странски инвестиции ќе се отворат нови работни места, а со тоа и нашата економија ќе стане поконкурентна на европскиот и светскиот пазар. Што значи членството во Европската Унија? Македонија моментално има пазар од околу 2 милиони жители. Со отворањето на границите, со членството во Европската Унија и во НАТО, значи компаниите добиваат сигурност и добиваат пазар од 500 милиони. Тоа значи дека 250 пати поголем пазар, значи поголем, со тоа ќе обезбеди нашите компании да го зголемат својот извоз. Со зголемувањето на извоз ќе се зголемат приходите во компаниите, ќе растат платите и сите придобивки кои следуваат од понатаму. Како пример за позитивните примери во нашето соседство, од соседите кои што се членки на НАТО и ЕУ, само неколку примери. Со нашата соседна Бугарија, значи со просечна плата била во 2007 година од 525 лева, во 2018 тоа е двојно зголеме, значи 1045 лева, односно ако претвориме во евра 550 евра, а со тоа, значи тоа го следи намалување на невработеноста повеќе од тројно, од 17,2% во 2007 на 5,3% колку што е денес. Во Хрватска ќе дадеме пример за колкаво е вработувањето кај младите. Значи пред влезот во Европската Унија, ангажирањето на младите било 26,4%, значи во 2013 тоа е зголемено на 43,1% во 2017 година. Истиот и најдрастичен пример е во Романија. Таму просечната плата од 2007 била 1025 леи, што моментално е 4527, значи 4-кратно зголемување на просечната плата. Сето тоа го следи намалување на невработеноста, каде што моментално е 4,3% за разлика од 2007 каде што била 15,6%. Почитувани, Европската Унија, без разлика што Македонија не е членка на ЕУ, ја поддржува Македонија секојдневно со прилика 260.000 евра. Ако го пресметаме тоа на годишно ниво, тоа е нешто помалку од 100 милиони евра годишно. Со почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, овој процент ќе расте. Како пример да кажеме, како Словенија сте директните поддршка од фондовите од Европската Унија е преку 5 милиарди од почетокот на пристапните преговори до полноправното членство. Што значи тоа? Со зголемувањето на пристапот до европските фондови ќе има добробит за сите. Исто како и за земјоделците, ќе имаме зголемување на субвенциите, ќе имаат пристап до поевтина механизација, со тоа ќе може да зголемат своето производство. Пристапот до фондовите ќе значи нови патишта, нови градинки, кои ќе бидат за добробит на сите граѓани од Република Македонија. Значи, заради се тоа што кажав, треба ни останува нас како граѓани да го направиме уште последниот чек. Јас сум родител на 2 малолетни деца. Јас сакам моите деца да останат овде и да студираат овде. Единствена надеж да излеземе сите на 30 септември, да заокружиме да гласаме сите за влез на Македонија во НАТО, за да не останат младите овде и за развој на Република Македонија. Благодарам.